Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Околу 2500 евра ќе потроши комуналното јавно предпријатие Водовод за набавка на метли за одржување на хигиената во градот. Сепак и понатаму во јавноста има забелешки за оделни места во централното градско подрачје, каде редовното чистење затајува. Нешто повеќе од 150.000 денари ќе се потрошат од сметката на комуналното предпријатие Водовод за набавка на така наречени диви метли, со кои ќе се одржува хигиената на јавните површини во градот. Според техничката спецификација во тендерската постапка, што веќе заврши, предвидено е да се набават 5500 метли, а испораката ќе се одвива сукцесивно во текот на годината според потребите. На една од последните седници на Советот на општината, на која се разгледуваше и планот за работење на предпријатието за оваа година, имаше прашање и коментари за условите во кои се ангажирани лицата кои работат на одржување на јавната хигиена. Кога ги гледаме луѓето кои ја одржуваат јавната чистота, со какви метли всушност работат, и често пати ќе ги видам како со картон ќе ги собираат отпадните делови или со кутија исто од картон, должам да кажам дека овие средства треба да бидат за таа намена максимално искористени, затоа што не само ние граѓаните, него и граѓаните од другите градови кога доаѓаат, тоа е слика што се гледа и што е јавна, и тука барам да се посвети внимание повеќе на тоа. Според одговорните во Водовод, бројот на метли што ќе се набават не бил воопшто голем, затоа што пред 10 години тој бил двојно поголем. Ќе ве подсетам дека ние кога дојдовме беа не 5000, 10.000 метли, сега се 5000 метли. 5000 метри е рамка е, значи не мора да се искористат сите 5000 метри. Метли што се ставени, у зависност од квалитетот, од јавната набавка. Инаку, такви програми, и ова го има во цела Македонија, сите, за жал, се уште ние сме на тај квалитет на услуга, дека дај да Боже да можеме во иднина да земеме метларки, ама треба да дозволат и сообраќајови улиците да бидат адекватни за да ги користиме. И како е така, ова мораме да ги ставаме ние метлите како една проекција. Повеќе пати досега и на седниците на Советот, но и граѓаните поединечно упатуваат забелешки за одржувањето на хигиената на јавните површини во градот, посебно во централното градско подрачје. Реакциите се однесуваат на тоа што и покрај ангажманот на вработените и набавката на потребните алати и опрема за чистење, и понатаму има големи површини за чија чистота не се грижи никој, а како пример најчесто се споменува околината на трговскиот центар, како и дел од речното корито под железничкиот мост. Општина Зрновци со градење стационар ќе го решава проблемот со кучињата скитници, кој што се провлекува со години, а посебно е актуелен последните месеци, кога веќе стануваат кучињата и агресивни и ги напаѓаат луѓето. Стационарот ќе нуди и хуман третман на заловените кучиња, а истите ќе можат заинтересирани граѓани и да ги вдомат. Стационар за бездомни кучиња ќе гради општина Зрновци. Истиот ќе биде лоциран во кругот на фабриката за селектирање на комунален смет, а просторот е во фаза на подготовка. Предвиден е да се гради на површина од околу 100 метри квадратни. Во него ќе се наоѓаат неколку боксови за сместување на кучињата, а истовремено стационарот ќе нуди и третман на заловените кучиња. Истретираните здрави кучиња ќе можат и да се посвојуваат. Од општината неколку пати упатуваа предупредувања до собствениците да се ги приберат кучињата, но бидејќи тие ништо не преземаат, општината ќе го решава проблемот со изградба на стационар. Ние навистина одлучивме, после многу предупредување кон граѓаните да ги издомаат своите кучиња, да ги отстранат од јавните површини, кои што навистина стана веќе опасност за поготово за децата. Тука ќе ги спомнам и учениците кои што веќе се плашаат да отидат на училиште без придружба на своите родители. Ние од тие причини одлучивме да размислуваме во правец на отварање на стационар каде што ќе бидат сите овие кучиња кои што не се обележени, ќе бидат прогласени за скитници, односно за бездомници. Понатаму ќе следува процес на заловување на овие кучиња, исти да бидат сместени во овој иден стационар, каде понатаму ќе бидат третирани, ќе бидат хранети кучињата, се до оној момент додека некој не изрази желба да здоме дел од овие кучиња
или пак не се појават неговите собственици да си го земат до тука и секој за тоа значи ќе треба да платат и одредена надокнада. Инаку, група младинци од Кочани и Зрновци целосно го подражуваат градоначалникот Станков за идејата за изградба на стационар и се нудат за помош во третирањето и хранењето на кучињата. Откако слушнав за идејата на градоначалникот од општина Зрновци дека сака да изгради стационар во кој ќе бидат хумано третирани котрињата, се одличив да му дадам целесна подршка за изградба на него. Учам ветеринарно училиште и многу ги сакам кучињата, би сакала навистина да му помогнам. Моментално чувам 10 кучиња, од кои 5 се малечки и сите се собрани од улица. Неколку од нив ќе бидат тука сместени во стационарот и ќе се чека дом за нив, да бидат удомени. Голема група на млади лица кои сакаме да помогнеме во овој стационар со хранење на кучињата редовно шетање. Голем број собственици на кучињата се веќе известени и писмено и усно, зашто во наредниот период Станков најави и казни за собствениците кои што нема да се ги приберат своите кучиња. Целта е кучињата кои што се агресивни да се тргнат од улиците и јавните површини на општината, кои што во последно време навистина станаа закана за граѓаните. Станков додава дека ќе биде избрана фирма која што ќе го врши заловувањето, а во боксовите на стационарот кучињата ќе бидат хумано третирани и одгледувани. За нив ќе се грижат младите лица, чија што идеја беше отворањето на стационарот и изгрижување на кучињата. Подготовката на работите за реконструкција на Центарот за култура Бели Мугри е во завршна фаза. Се чека само зелено светло од Министерството за култура за старт на реализација на проектот. Во првата фаза ќе се реконструираат дрвенаријата и фасадата на центарот. Со буџетски средства на Министерството за култура ќе започне реконструкцијата на зградата на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Градежните работи ќе се реализираат во два дела. Во првата фаза ќе се реконструираат дрвенаријата и фасадата на центарот, а во втората фаза внатрешноста на центарот, кој е граден во далечната 1950 година. Се надевам дека оваа година ќе го завршиме барем првиот дел, односно надворешниот дел, кој ќе опфати целосно реконструкција на фасадата, на кровот, на сите останати делови кои што столаријата секако, сите оние делови кои што всушност припаѓаат на тој надворешен дел. А за следната година се надевам дека ќе почнеме и во внатрешниот дел, така да Кочанчани за некое време ќе имаат еден убав објект во центарот на градот кој што навистина ќе го носи епитетот Центар за култура. Во втората фаза е планирано целосна реконструкција на внатрешниот дел на центарот, на сите канцеларии, сцената, промена на столчињата, осветлувањето, озвучувањето. Минатата година се работеше на изработка на проектот кој што Министерството за култура го одобри, а првата фаза од истиот чини околу 500.000 евра. Започна изградбата на делницата меѓу селата Теренци и Кучичино на регионалниот патен правец, што ќе ги поврзува општините Чешиново, Облешево и Карбинци. Се планира сообраќајницата да биде пробиена и асфалтирана до почетокот на летото. Продолжува втората фаза од проектот за регионално сообраќајно поврзување на општините Зрновци, Чешиново, Облешево и Карбинци. Откако беше завршено асфалтното поврзување меѓу Видовиште и Теранци, во новата етапа ќе се работи на изградбата на делницата од Теранци до Кучичино. Градежната механизација на јавното предпријатие Македонија Пат веќе е излезена на терен и започна со расчистувањето на трасата каде што ќе поминува делницата. Се работи за коловоз со должина од околу 3 километри, што би требало да биде најкратка можност за поврзување на двете населени места. Од локалната самоуправа на Чешиново Облешево направија увид на почетокот од градежните работи. Коридорот што ги зафаќа општина Штип, општина Карбинци, општина Чешиново Облешево и општина Виница се врши едно големо скратување. До пред некое време имавме едно патување од село Арголица до село Боручево, требаше да поминеме во еден правец околу 30 км, значи повртно околу 60 км. Сега некаде за 4 км, значи луѓето веќе имаат своја комуникација. Според Личков, ова е последната делница од регионалниот патен правец меѓу Виница и Штип. Се очекува изградбата да се реализира до крајот на пролетта, со што ќе им се овозможи на жителите од селата од регионот полесно да комуницираат меѓу себе. Инвеститор во изградбата на патот, што ќе представува нова регионална сообраќајна врска, е јавното предпријатие за државни патишта на Македонија.
Тоа ги обезбеди потребните средства за изградба на целиот патен правец, чија вкупна должина ќе изнесува над 19 километри. Иако е рано да се зборува, сепак се планираат нови содржини на 26-та поред манифестација Денови на Кочанскиот ориз. На состанок, Комисијата за култура, спорт и права на децата и Одборот за организирање на манифестацијата го дефинираше датумот на одржување на истата. Во салата за состаноци на општина Кочани состанок одржа Комисијата за култура, спорт и права на децата и Одборот за организирање на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Целта на состанокот е утврдување на датумот на одржување на традиционалната 26-та поред манифестација, која што годинава ќе се одржи од 25 септември до 1 октомври. Традиционалните културни содржини, како што се изборот на жетварска убавица, зажнејувањето, фолклорните ансамбли, секако и оваа година ќе бидат дел од програмата. Меѓутоа, ете сакаме сепак во еден поширок состав да проговориме и за другите активности, да видиме, да вметнеме некои нови содржини. За деталите и за останатите содржини во манифестацијата се уште не може да се зборува, но Илиевска Ѓоргиева додава дека очекуваат учество на атрактивни и познати пејачи и оваа година, кои што ќе го привлечат вниманието на граѓаните на Кочани. На денот на крводарителството 17 март, градоначалникот Емил Дончев организираше прием за 100-кратните крводарители во општината. Инаку, општинската организација на Црвен крст Виница во 2016 година обезбеди 1240 крвни единици за потребите на трансфузиологија, помалку од 2015, со што го загуби и приматот најхумана општина во државата според бројот на жители. Градоначалникот Емил Дончев организираше прием за 100-кратните дарители на крв во општината, меѓу кои и виничкиот рекордер со 150 пати дарувана крв Благој Николов. Истакнувајќи ја важноста на хуманиот гест кој со години го практикуваат овие големи луѓе, Дончев ги поздрави ветераните во крводарителството, изразувајќи јавна благодарност до рекордерот Благој Николов. Воедно за сите кои што го постигнале и надминале максимумот од 100 пати дарувана крв од општината, им беа врачени пригодни награди. Општинската организација на Црвен крст Виница 2016 година обезбеди 1240 крвни единици за потребите на трансфузиологија, помалку од 2015, со што го загуби и приматот најхумана општина во државата според бројот на жители. Намалувањето на собраните крвни единици се должи пред се на непочитувањето на законската уврска за работниците крводарители од страна на некои поголеми фирми во градот. Инаку, според бројот на жители, како редовни крводарители, се евидентирани 4700, од кои 180 вечерва на Свечена академија во Мотел Слив ќе добијат признанија за над 100 пати дарувана крв, за 75 пати, за 50, 20, 25 пати и за 5 и 10 пати дарувана крв. Прием за крводарителите од општина Чешино во Облешево во просториите на локалната самоуправа се одржа по повод одбележувањето на денот на крводарителството. Освен тоа, беа поделени и хуманитарни пакети за лицата од социјално ранливите категории. По повод 17 март, денот на крводарителите на Република Македонија, градоначалникот на општина Чешино во Облешево организираше прием за представници од Општинската организација на Црвен крст и делегација од крводарителите. Според информациите од општинските служби, на средбата се разговарало за активностите и плановите за крводарување за тековната година. Во рамки на исполнувањето на планот за крводарителство, Кочанскиот Црвен крст вообичаено организира по 2 акции во текот на годината и во општина Чешино во Облешево. Одзивот на местното население е добар, а се размислува со подобро едуцирање и навремено информирање да се создадат услови за зголемување на бројот на акциите што би се организирале во оваа локална самоуправа. Во рамки на одбележувањето на денот на крводарителството и на Црвениот крст, општината организираше хуманитарна акција. При тоа беа обезбедени и поделени 25 социјални пакети со храна за социјално загрозените семејства од општината. Со овој хуман гест се подигнува и јавната свест за грижа кон оваа група граѓани, а вработените во општината најавуваат дека и понатаму ќе организираат акции
за помош и ки им се излегува во пресет на семејствата од ранливите категории. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се игра редовното 19-то коло во третата фудбалска лига, во кое Осогово во Делчево ќе се сретне со Брегалница Голак. Пимпонгарите на Кучани ќе гостуваат во Струга против истоимената екипа. Во третата фудбалска лига Исток овој викенд ќе се игра 19-то коло, а фудбалерите на Осогово ќе гостуваат во Делчево против Брегалница Голак. Иако се работи за тежок меч, сепак по минатонеделната победа на нашата екипа на теренот во Свети Николе против Овчеполе, шансите за добар резултат се многу поголеми. Од друга страна, делчевци најверојатно ќе бараат реванш за поразот во Кочани во есенскиот дел, особено што дуелот меѓу двете екипи тогаш не го дочека регуларниот крај, туку беше прекинат по инцидентот што го предизвикаа гостинските фудбалери, напаѓајќи го главниот судија на 5 минути пред истекот на регуларното време. Меѓу жолто-сините има подготвеност и желба да ја продолжат добрата серија во пролетниот дел и да се зацврстат во горниот дел на табелата. Во моментот Кочанскиот третолигаш со 33 бода се наоѓа на четвртото место, зад Каменица, Саса, Плачковица и Беласица. Во првенството на првата пимпонгарска лига, викендов ќе се игра 10-то коло, во кое пимпонгарите на Кочани ќе гостуваат во Струга против истоимената екипа. Според досега прикажаната игра, стружани не би требало да представуваат сериозна пречка за нашиот тим, со оглед што имаат само 3 победи и се наоѓаат во долниот дел на табелата. Кочанскиот прволигаш пак, по минатонеделната победа на домашен терен и поразот на гостувањето во Битола, сега има можност за поправање на бодовното салдо и искачување на врвот, каде што се наоѓаше допред едно коло. Нашата екипа во моментот со 12 бода, 2 помалку од првопласираните рисови, го дели третото место со битолски Мултитекс. Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.